Добар ден, почитувани. Вие го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Се случува родителите да забележат дека нивниот тинејџер се само повредува. Следуваат прашањата. Зошто тоа го прави? И дали можеби има суицидални мисли? Обично се работи за несуицидално само повредување. Сепак, ако детето си нанесува повреди, дали му е неопходна помош и како родителите да му ја возможат? Што најчесто се крие зад ово однесување, ќе ни појасни професор доктор Насер Дурмиши, психијатар за деца и млади. Нормално е родителите да се расправаат, но начините на кои расправиите влијаат врз децата се разликуваат. За нарушените семејни односи врз детското ментално здравје разговараме со Мирјана Цветковиќ, психолог, системски семеен советник. Разговорите ќе ги проследите по рекламите, а ќе имате можност и вие да поставите ваши прашања во програма. Останете на Телма. Зошто младите се само повредуваат и што сакаат да порачаат со тоа? На оваа сериозна тема денеска разговараме со професор доктор Насер Дурмиши, психијатар за деца и млади од Универзитетската клиника за психијатрија. Професоре, добро дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добро ве најдов и благодарам за можноста да се изјасниме околу овие вака сложени теми во животот на младите. Професоре, за жал, релативно често можеме да слушнеме како младите свесно ја засекуваат својата кожа, се гребат, се кубаат, си нанесуваат изгореници. Какви се форми на самоповредување забележувате во вашата пракса и како всушност се дефинира несуицидалното самоповредување кај младите? Така е, да. Да, кога збориме за самоповредување, сега треба да имаме предвид дека има форми, значи несуицидалното, за кое денеска ќе збориме, меѓу постои и поозбилна форма, нели, за која исто ќе ја спомнеме у меѓуредови. Што се однесува до несуицидалното, има разни форми, зависно од констелацијата на проблемот кој младиот го доживува и низ кој поминува. Оди во принцип тоа е една реактивна состојба, нели, на основ на доживувањата, искуството, констелацијата во која обично младата личност живее, нели, на некој начин тоа е сигнал дека нему е нешто добро, нему е убаво во својот живот и на тој начин, ако не успева на поадекватен начин да даде до знаење до средината, заправо на ваков еден не многу да кажам, адекватен начин ја изјавува својата нелагода во својот живот и ситуацијата дека он има проблеми кои не знае како да ги реши. Значи, несоодветен начин на изјавување на тоа дека му е нелагодно во животот, нели. Има разни форми, значи може од самоповредувачки кои изгледаат као гребанички, нели, обично по левата подлактица, ние викаме од десната ни е вешта и со левата на десната тешко потешко можеме да нанесеме такви повреди. Тоа е исто една од формите кои ни збори дека тоа не е со цел да се направи голема штета, нели, меѓутоа е тоа релативно, нели, ќе збориме исто така. Но има и други форми, на пример, не знам, повредување со, не знам, удирање главата, удирање делови на телото, некакви тенденции да направи некакво неприлагодено однесување во ситуација која е рискантна. Значи, секакви форми има. Курнат кубење коса, удирање по главата, да, секакви. Дали само повредувањето несуицидално е диагноза? Да, несуицидалното повредување не е диагноза, она е знак. Она е симптом, она е знак на одредена диагностичка состојба, да кажеме, иако не е една единствена, туку може во многу психијатриски ентитети да се сретне, но не е диагноза, она е заправо знак и симптом на одредена состојба. Обично за тоа се заскрива анксиозно расстройство у најмала рака, нели? Но има ситуации кога има поозбилни психолошки и психијатриски страдања при што младата личност посегнува по вакво однесување. А кои се критериумите за проценка дали одредено младо лице се соочува со проблем за самоповредување? Дали една епизода на нешто вакво значи несуицидално самоповредување или пак проблемот треба се повторува неколку дена, можеби неколку недели, месеци? Повредувањето е повредување. Дали еднаш или повеќе пати дека секојаш треба да се земе за озбилно, толку колку завредува ситуацијата. Кога спомнувам завредува, мора да родителите бидат свесни дека постои и
суицидално самоповредувачко, која е многу поозбилна форма и која секако поинако изгледа и поинако може да се процени, нели? Кога збориме за несуицидалното самоповредување, тогаш правилата на проценување колку е озбилно, колку озбилна ситуацијата, нели, колку се евентуалните последици возможни, нели, озбилни, секогаш мора да се направи пред професионалец. Значи треба да се дојде па макар со еден настап, да се дојде до професионалец, стручно лице. Во принцип тоа е психолог или е психијатар или може и некои повешти педијатри кои исто така се сретнуваат со овие личности, но исто така може да потакне, нели, контрола, односно да наведе на контрола и на конзултација и друг професионалец кој се среќава со тоа млада личност, нели, во принцип учителите, професорите, школата, нели, средината и соврсниците секако. Меѓутоа да се процени колкава е степенот на озбилност на самоповредување, тоа мора стручно лице, професионалец да го направи. Оти забрав е тесна границата која може некојаш дури и случајно по грешка да се премине, па самоповредувањето кое е со намери на несуицидалност да премине на малку поозбилни кои по грешка или по малку по-мала грешка да преминат во нешто што веќе може да биде озбилно загрозување на личното здравје, па некојаш и екзистенција, нели? На која возраст обично се јавува овој проблем? Да, тоа е симптом, односно знак на одредена возраст во развојот на младата личност, значи дете и млад адолесцент. Обично не се среќава под возраста некаде од 10-11 години, но во принцип се збори дека е тоа симптоматологија, односно знак, манифестација која обично настапува со почетокот на адолесценцијата. Значи некаде пред крај, односно втора половина на пубертет и почеток на адолесценство, па некаде до 16-17 години е доста вообичаено. Значи, ако збориме за бројки, 12-13 до 16-17 години е најчеста. Меѓутоа, не е дека не се среќава и во другите, нели, под и над таа. Има исклучоци секогаш. Така, А дали подеднакво е присутен проблемот и кај момчињата и кај девојчињата, дали полот игра некаква улога? Постои, да, постои забележителна полова разлика. Затоа што и самиот феномен е поврзан со емотивниот, односно афективниот дел од животот, нели? По самата природа, нели, женските лица се емоционално побогати, да кажеме на некој начин на доживувањето, па и со кажеме и негативните емоции кои се случуваат. Така да многу е позачестено во женскиот пол, но и кај машките исто така присатно, нели? Значи природата е само по тоа затоа што е поврзано со емоционалниот дел на животот, нели? Обично анксиозноста девојчињата ја доживуваат побурно, нели? И не само тоа, туку и поозбилни се во намерите да го решат својот проблем, нели? А заправо несуицидалното самоповредување е на еден начин решавање на својата анксиозност. Значи, они на тој начин си го празнат својата анксиозност и ја лекуваат на неадекватен начин. Така да полесно и побрзо посегнуваат. Справување со негативните емоции. Така е, да. Значи, самоповредувањето заправо неадекватен начин на справување со диагностичка единка, да кажеме, проблем, нели? Што во основа е зголемена анксиозност, нели, до некој анксиозно расстройство, да кажем. Значи, карактеристиките на личноста играат од некаде. Карактеристиките на личноста играат огромна улога, секако. А што се на двориште? Нема млади лица кои немаат анксиозност као они возрастни, нели, меѓутоа не сите прават несуицидални повреди, односно самоповредувања. Има некои статистики кои зборат дека некаде околу 14 до 17% зависно од социјалната средина каде што младите живеат, се движи постотокот на млади лица кои посегнуваат по ваков начин на, да кажеме, менаџирање на својата анксиозност, нели? Во тој дел, кога го спомнуваме, зависно од средината, автоматски збори за содржината која тоа го предизвикува. Значи, не е само анксиозноста на личноста и не е само личните особини на личноста, кои секако се, туку и средината и околината игра голема улога околу тоа што ќе се случи кај младите лица. Затоа во некои средини младите почесто посегнуваат по ваков начин на разрешување, кај некои помалку. Така, сега ќе проговориме малку подетално за надворешните фактори. Што е со интернетот и со
терминот има еден интересен термин социјална зараза, односно влијанието на врсниците, на пријателите кои што се самоповредуваат, но и присутноста на ваквите содржини на социјалните мрежи. Бидејќи најдов еден интересен податок, вели во текот на една година терминот несуицидално самоповредување на Google бил пребаран 42 милиони пати. Да. Тоа што е пребаруван истовремено и знак за загрижување, но исто така и да кажеме смирување, и таму се добиват неретко и добри информации околу тоа, па младиот може да се информира што е тука логиката, па ако ништо друго да дојде до идејата дека има поадекватни начини на празење на анксиозноста, па преку тие страници да дојде до лекар или до совет на професионалец. Меѓутоа, загрижувачки е овој феномен, или додека се врзуваат на тој интернет и на тие извори на информации, со предвид дека некош има и погрешни извори на информации, нели, но постои и многу вообичаен тренд на припаѓање на генерацијата, на групата, нели, која некош младите, иако немаат ваква идеја или можеби ја не ја добиле порано ваквата идеја, ќе ја добијат од тие форуми, од младешки некакви групи кои комуницираат на интернет. Или нивните пријатели кои што го прават тоа. Или пријатели во поускиот круг кои ќе го дадат тој модел на разрешување на својата анксиозност. И автоматски младиот учи нов модел на справување со анксиозноста. Меѓутоа, преку тие страници, фала Богу, некош доаѓаат и не ретко доаѓаат до информација каде заправо на адекватен начин може да се изменаџира ова нивна состојба и да се бара лекарска, стручна, професионална помош. Така да интернетот е, како и секој друг феномен, нели, има као двосекли мач, што се вика, нели, има негативната страна, меѓутоа и позитивната страна. Но да, фактот дека преку феноменот на припаѓање на групата, било тоа во реалната група во друштвото на улица или преку интернет форумите и своите врсници кои интензивно комуницираат меѓусобно, постои тој феномен на идентификација и придобивање на исти особини, односно исти начини на однесување како и другите во мојата група и во мојата генерација, нели. За жал тренд. Да, за жал, меѓутоа викам да не се заборави дека има позитивниот дел од интернет каде што они доаѓаат и до позитивни информации за тоа како да го разрешат овој проблем. А професоре, може ли во позадина да стои некаков проблем со менталното здравје? Секогаш дека да. И тука е и причината зошто и при еден единствен обид или дури и без обид, туку само размислувања кои ќе се изјават можеби пред родителите или пред пријателите или во групата, па на форумот некој ќе дојдат и луѓе кои се поврзани со детето, односно младиот, до информацијата дека има такви размислувања, треба да се побара стручна професионална помош. Оти зад тој феномен некош може да се затскрива во помала бројка, не во помал постоток, меѓутоа може да се затскриваат и поозбилни и самонаштетувачки навери, меѓутоа и некои поголеми, поозбилни психолошки или психијатриски страдања кои може да се причина на едно такво однесување. Така да доаѓањето кај професионалец ќе го процени дали количината на, да кажеме, ако веќе така можеме да кажеме, нели, патолошката оптовареност, психолошката патолошка оптовареност на младиот, на личноста, за да се одреди кој е степенот на неговото страдање. Така да некојаш може да бидат и поозбилни диагнози, освен анксиозност. Така. Професоре, колку често доаѓаат родителите со своите деца кај детски психијатар токму поради оваа причина, самоповредување? Па за оваа причина, само за оваа причина не е ретко, меѓутоа сепак би кажал дека недоволно често веројатно во нашата средина и изгледа дека не сме доволно свесни што се случува со младите, нели? Односно со младата генерација и голема бројка од нив заправо тие однесувања ги упразнаваат, нели, ги користат до дома, а да луѓето или нивната средина не е свесна дека тоа се случува. И тука е, нели, советот како до тоа да дојдеме, нели, како родителите да забележат дека нивното дете има едно вакво. На разни начини, у принцип скоро случајно секојаш, нели? Значи обично случајно. Во најчеста бројка е случајно, нели, дознаено. Преку сомнеж на едниот родител или преку дојава на некој од средината на младата личност, пријател, пријателка, нели, дечко, девојка, симпатија и така натаму, нели, да некој дојде информацијата до родителите или случајно, нели, ќе приметат некои чудни образци на однесување. Тие се оние типични, автоматски, како е советот, како може да се примети. Тие деца обично, нели, носат долги ракави во време кога не се носат долги ракави, значи, нели, затоа да се покрие тоа. Затоа стои заправо стравот дека родителите
пак нема да го сватат нивното однесување, ќе ги обвинуваат и ќе ги окриват за тоа и можеби дури ќе ги казнуваат за тоа што они го прават, што е неадекватниот начин на пристап, нели, на решавање на проблемот. Или нели, неизлагање со пријателите доволно, затварање дома, недоволна социјална активност, нели, или работите кои се гледат преку кубење, преку тие работи веќе можете полесно да се приметат, или пишување на некакви дневници, писменца, каде што има некои содржини кои наведуваат на тоа дека неретко дури не ги ни кријат, нели, писмо каде што ќе стои многу ми е лошо, јас сакам да умрам, а заправо не го мисли тоа, туку преку тоа е тој неадекватен речник на повик на помош. Не ми е добро, луѓе, дајте што да правиме, нели? Инаку озбилната суицидалност многу ретко се открива, нели, која сака да се направи, тоа се прави, не може да се заправо во принцип не се открива, нели. Така да ово што се прави недоволно вешто, односно као еве не сум доволно марен и тука сум оставил поракичка, некое писмо или преку пријатели дошло до родителите, заправо дискретен начин на барање на помош. Така, аларм. На кој што родителите треба да одговорат. Што заправо на родителите исто така им е порака дека да, знам дека вие се грижите, меѓутоа не знаете доволно добро да ме сватите, не знаете на кој начин да ми пристапите, нели? Така да треба да се смени оној начин на обвинување, на суд, на зошто ти тоа го правиш, па што ти е тебе, све ти е дозволено, све ти е возможно во животот, неадекватниот начин. Нели, тука има блок и зацкривање добро, на професоре, како родителот да постапи ако забележи дека детето се само повредува? Да, јасно. Веднаш да се пристапи до детето на што е возможно по пријателски начин. Во таа ситуација, еве како професионалски кажам, дека на родителите им е забрането да судат, да пресудат, да прашуваат директно, ама ти како тоа, нели? Туку едноставно да станат колку год можат пријатели и генерација на тоа дете, да се присетат како било тоа на некој начин во нивно време. Лесно е да се каже, тешко е да се направи, да тие родители на некој начин имаат потешкоти тоа да го направат. И вознемирени се меѓу другото. И вознемирени се и не се доволно вешти во тоа, нели? Така да треба на некој начин да се смири топката, меѓутоа ако ништо друго, кога ќе се примети дека тоа се случува, веднаш да се побара стручна помош кај професионали, се сето тоа да се стави веќе, да се канализира кон нешто што е поадекватно. Решението е заправо учење на адекватен образец на искажување на својата анксиозност и барање адекватни образци на решавање на анксиозноста. Така. Професоре, ќе ги вклучиме сами гледачите, да им дадеме можност од овој момент да постават прашање во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци и секако сето она што ќе го искоментирате и ќе го поставите како прашање да биде во контекст на она за што говориме денеска. Споминавте начини на решавање на проблемот. Дали постои некој лек? Некаква терапија? Или сепак е разговорот? Нема, се заедно и тоа што веќе и културолошки од општа култура знаеме дека треба да се направи, а тоа е на детето да му се даде можност да се искаже. И да се искаже слободно, да нема страв од осуда, од казни, од ограничувања, нели? Едноставно да се стане на некој начин пријател на детето, да се зближиме до детето или до младата личност, нели? За да он осети слобода, да осети простор да се искаже. На вербален начин, па дури и да каже дека да, јас се само повредувам на ваков и ваков начин или не. Не се само повредувам, ма размислувам за тоа и ќе го направам кај да е, ја не знам како да го решам проблемот кој што го имам, нели, за да се направи едноставно отворен, флексибилен простор за една вербална, убава, толерантна комуникација, нели, за да дојдеме до таквите информации. Така, тука е потенциран терминот несуицидално, но сепак тоа може да води кон суицидално однесување. Тука и ризикот и оправданиот страв на секој кој ќе се сретне со една таква млада личност, а посебно родителите, нели? Никој не е професионалец да знае колку треба да изгребе или колку таблетки може да се поднесат или колку може да се повреди човек физички, а да тоа не биде опасно и на кој дел на телото. Значи секогаш може да се направи грешка, нели, недоволна процена и при тие грешки неретко може и да има поозбилни здравствени последици, па дури до крајни, нели. Споминавте дека младите лица кои што се самоповредуваат обично ги кријат повредите, барем на почетокот. Така. Обично вела дека се срамат од тоа. Сега, дали се срамат од самоповредувањето или пак може би срамот довел
доведен ваков проблем? Да, тоа е вице верза, исто врзан круг. Едното друго го стимулира, може да се почне со едното или со другото. И срамот, и самообвинувањето, неретко ни знаат дека тоа не е во ред, они ни сами не го сакаат тоа, меѓутоа чувствуваат некое олеснување поради тоа, нели? На некој начин они со такво однесување заправо своето внимание и својата зафатеност со стравовите, анксиозноста која го имат, го пренасочуваат на нешто што е поинакво и полесно се трпи отколку таа силна, хронична анксиозност која никако да се макне од главата. Која ќе се изгрева малку боли, но не толку колку мене да ме боли толку страшно, заправо ми прави дури и задоволство. Дистракција прави всушност, така? Дури и задоволство ми прави, од тој моментот ми е полесно, нели? Оти потешка ми е таа анксиозност која никако не успеам да ја решам и не знам што да правам со тоа, отколку ако малку ме заболи тука, а за тие неколку 10-15 минути ја неам никакви такви размислувања, само се бавам со таа мала болка. Така да заправо тоа е на начин на лекување кој е неадекватен, нели? Затоа само повредувачкото однесување со друг речник се нарекува значи неадекватен начин на самолекување. Доколку не се третира проблемот на време, какви компликации во зрелата возраст може да остави се тоа? Да, зависи од причините на анксиозноста, односно примарната причина која е довела до такво однесување. Анксиозноста може да биде од милион разни причини предизвикана, нели, од наједноставните на училиште, учителот ке ме испита, ја не сум научил доволно, до неприфатеноста меѓу генерацијата, нели, соврсниците, тие булинзи на училиште. Значи врсничкото насилство може да доведе до тоа? Секако дека да. И сите тие јасно дека прво може да доведе до некаква хронична состојба на нелекувана анксиозност, која понатаму ќе бара можеби и озбилни фармаколошки пристапи, нели? Па таа анксиозност ако прекипи, нели, може да се претвори во нешто поозбилно психолошко, како депресивни состојби, па депресивни со озбилна суицидалност, нели? После тоа патот на озбилна суицидалност, па дури во некакви да кажеме екстремни ситуации до тешки депресивни состојби и со обиди за суицид. Кај почувствителните структури на личност, значи они кои имат и онака кревка психолошка структура, да кажам, нели, таа анксиозност хронична, недоволно разрешена и лекувана може да внесе во дури до во крај на некоја ситуација дури до психотични состојби, нели, кои може да се транзиторни, привремени, нели, одреден период, па дури да го реметат и однесувањето и развојот на личноста во смисла да станат структура на крај, они да станат неадекватни структури на личност. Во смисла цел живот ќе функционира специфично, а тоа специфично значи недоволно адекватно за потребите и очекувањата на животот на личноста. Што говори вашето искуство? Колку време обично има потребно на младите лица да ја надминат оваа состојба на несуицидално самоповредување? Па, варијантите кога иде у третмани, кога ќе се открие, можам да кажам релативно кратко, тоа значи месеци можеби, нели? Па во одредени случаи, ако е рано фатано, ако не е тешка анксиозноста или предизвикувачот на таа анксиозност, може и со неколку недели да се реши тоа. До озбилните ситуации кои може да траат некој со месеци, па можеби повише од тоа, па и години. Но како и да е, ако се побара стручна помош, ако и не се разреши за крајно, може да се доведе во функционална состојба, значи детето да го нема тој терет на таа висока анксиозност за неколку недели или месец, два, нели, така да му биде многу полесно. Потребна претпоставувам и голема поддршка од семејството, од родителите во целиот констелацијата на пат. решавање проблемот сигурно дека не е само лекот и професионалецот, но целата таа констелација се организира и се програмира од професионалец, каде што ќе се каже добро, фармакологијата, мислам таблетките нели е едно, второ се стручните совети од психијатар и психолог, при тоа психолог е добро да е или од домен на семена психотерапија или од детска и адолесцентна психијатрија, ако е индивидуално, нели? Но ништо помалку семејството, нели, кое треба да биде едуцирано, кое треба исто така да биде донекаде и третирано, и они се под стрес, нели? Но можеби некакви благи до и озбилни промени во местото од кај што извира неговата анксиозност, дали се тоа соврсниците кои не знаат нели адекватно да се однесуваат со него, дали е тоа училиштето каде што тоа се случува или на улица, па дури би кажал, тоа да не останам должен да спомнам и целата социјална средина, па би кажал и системот, цел културолошки, едукативен, на теолошки, во смисла религиозни, па дури и до правниот и политичкиот систем. Знаете, оти
Само кратко ќе се навратам зошто толку ја ширам целиот извор, нели? Ние сме свесни и се чита секој ден на интернет колку е бројката зголемена последното време на светски разини, нели? Не само кај нас, нели? Ние немаме толку прецизни статистики за жал во државата, но сигурно е идентична состојбата, ако не и потешка, нели? Зошто тој тренд на пораст последните декада, 2-3 во целиот свет и кај нас исто така? Автоматски прво доаѓа идејата од сите тие силни цивилизацијски промени, каде што не е само интернетот, не целам само на тоа и дигиталниот свет, туку и све друго, правниот систем, неизвестноста, во перспектива на развојот, снаоѓањето на младата личност во животот, неговото наоѓање на своето место во социјалната средина, во друштвото, во државата, во струката, во професијата, во школото. Се ова се сите тие предизвикувачи на таа негова анксиозност. Така да добро регулираните општества, каде што е неизвестноста помала, каде што младото лице веќе може отприлике да осети кај му е местото, што со неговата професија, што со неговото работно место, што со неговото средно училиште ќе се заврши, како ќе успее да запише студии, што ќе биде понатаму со неговиот живот, се во принцип суштината на анксиозноста која дури младата личност на таа возраст можеби и не толку јасно ја доживува за да каже он дека тоа и тоа ме сметна, нели? Туку тоа е све на куп во неговата глава. Меѓутоа, мислам дека како општество и ние возрастните и професионалците треба малку поозбилно да размислиме со тоа околу тоа што правиме ние заправо со нашата социјална средина и колку со тоа им помагаме на младите лица, односно колку им одмагаме, да не кажеме построг збор, колку сме ние заправо државата, системот, одговорни заправо за таквото однесување, ако ништо друго за зголемената бројка на таквото однесување кај младите лица. Така да еден систем као што е нашиот, за жал, каде што таа перспектива и известност, уреденост, правната регулираност, одговорноста и неодговорноста као модели кои се култивираат во едно општество, кај нас е тоа многу богато вака изразено последно време, сигурно многу влијаат на таа неизвестност и зголемување на таа анксиозност кај младите лица, нели така? Тоа сакам да го спомнам. Се јавуваат на психијатар за анксиозност младите лица, дали стигмата е надмината, бидејќи кога ќе се слушне терминот психијатар за деца и млади, па и родителите реагираат емотивно. Да, сега имаме уште проблеми со тоа, но добро е да сум во ситуација да зборам во контекстот се уште го имаме тоа, да сме го имале многу, сега имаме многу помалку. Има млади лица кои навистина и сами се појавуваат, дури има млади лица кои они ги потегнуваат родителите да дојдат со нив, за да се дојде на психолог, психијатар детски, да се збори младински, нели, да видиме што може да направат. И тука е доброто на тој интернетот. Они добиваат многу информации таму и сваќаат дека постои извор на решавање на проблемот. Значи тој се вика психолог, психијатар и сами барат на некој начин без да воопшто дојдат во ситуација на тие предрасуди кои ние постарите ги имаме со себе на тони, нели? Така да младата генерација поприлично променета во однос на тоа. Ние родителите се уште имаме багаж кој не оптоварува со тоа и ние тежок и имаме некош отпори, нели? Ма што на психолог, психијатар, па ти си доволно јак, па ти си големо девојче, ти си машко и така натаму и ти треба тоа само, ајде јас во свое време не сум ни знаел за тоа, све сум пребрал, сум решил, тоа е тој стариот модел традиционален кој више не е доволно адекватен, но и родителите мора да ги пофалам, помладите генерации веќе имат многу поголема сензибилност, осетливост околу тоа и бараат помош секако. Не сум задоволен секако, нели, може многу повише, многу подобро, нели? Ние сме некаде на пола пат, да кажеме, од тоа што би било таман како што треба, нели? И на добар пат. И на добар пат. Во однос на промените. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Фала и вас многу на можноста и се гледаме во некоја друга ситуација со некоја друга убава тема. Професор доктор Насер Дурмиши, детски психијатар, односно психијатар за деца и млади, беше гостит во првиот дел на емисијата, а во вториот дел ќе проговориме за влијанието на семејните односи врз менталното здравје кај децата. Останете на Телма. Повторно селективно спроведување на законот. Сообраќаен полицаец скрева непрописно паркиран джип Порше пред ресторан.
но собственикот на џипот е од недопирливите и може да паркира каде сака. Сообраќајецот кој си ја врши работата е казнет, а колегите кои се обиделе да го измамат, тврдејќи дека Поршето е службено возило, остануваат неказнети. Пораката до сите во МВР е јасна. Гледате кого санкционирате. За обичен граѓанин или чесен полицаец, санкции постојано има. Црвена линија со Тина. Веднаш по вестите во 15:30. Дали се подготвени за најдоброто детско шоу досега? Ке има забава, игри, смеја, ха-ха и понекое хи-хи. Ще гледаме наскоро Лол со Мак Петрол. ЛОЛ. Кој македонски поет е автор на стихот "Ако умрам пред да старам, нек ме погребат во небото"? Неговите иницијали се на Н, Ј и В. Никола Јонков Вапцаров. Ма браво, Викторе, па која представка се употребува за образување именки што значат степен на род со постари или помлади роднини? Представка. Сопруго вика пра. Па пра, така е. Завртина Телма. Секој работен ден во 14:40. За нарушените семејни односи и менталното здравје кај децата. Во денешниот магазин за родителство 0+ месеци разговараме со Мирина Цветковиќ, психолог, семен и системски советник во Алтернатива. Добро ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Со децини е познато дека конфликтите во семејството, односно насилството, се одразува врз здравјето, врз психолошкото здравје на децата. Но денеска се знае дека не е само агресивното и конфликтно однесување на родителите еден кон друг остава некаква трага врз децата, туку и разни други форми на нарушени односи во семејството. Па како нарушените семејни релации влијаат врз менталното здравје на детето? Да, токму така убаво го стручивте. На некој начин едно дисфункционално семејство може да се разгледа од различни перспективи, што донесува, што доведува да биде тоа семејство дисфункционално. На некој начин една од причините може да биде ригидност во семејството, односно да нема преголема флексибилност, односно да не се сослушуваат помеѓу себе, да има некоја позатворена комуникација во тоа дадено семејство, бидејќи општо е познато дека отворената комуникација, изразувањето на емоции се пожелни во секое семејство, меѓутоа во овие семејства за жал тоа е некако прилично оскудно или пак го нема. Затворени се семејните членови од аспект дека не ги изразуваат до толку емоциите или пак не ги препознаваат, но и не само тоа, туку и помалку се осетливи за потребите на собствените деца. Не би можеле да ги препознаат во даден момент, што е потребно или какво барање има, без разлика на која возраст се наоѓаат децата, да кажеме, дури од предшколска, школска или пак адолесцентска возраст. Исто така, хиерархиски, можеби не се добро поставени улогите, знаејќи тоа дека таткото и мајката, како носители, односно треба да имаат повисока положба од собствените деца, така да хиерархиски треба да се над децата, а понекогаш и да кажеме, може да има дисфункционалност на начин да децата стануваат помоќни членови од своите родители. Што често се забележува во денешното современо родителство. Така е, да. Така да родителите на некој начин изгубиле својата моќ преку стиловите на родителствување или пак може да има и некои други разни причини, како подолго отсуство на родителите, прилично може да бидат зафатени, да не се доволно присутни во животите на децата, меѓутоа исто така и да сметаат дека нивните деца треба да имаат собствен живот, а родителите си имаат собствен живот. Знаете, и такви ситуации има каде што одговорноста на родителите некако самите тие сметаат дека треба да биде пониска, дека тие се доволно зрели за соодветната возраст, што во суштини не е баш така. А што значи ако детето биде отуѓено од еден од родителите?
Или пак ако родителите постојано се расправат бидејќи имаат различни погледи за животот, па не може да најдат еден конструктивен заеднички став? Ова е многу често и кога ќе се јава, да кажеме, на терапија, кога ќе стави некаков предизвик со дете, врз основа на било што, најчести причини се неусогласени родителски ставови или пак евентуално неусогласени родителски стилови. Еден родител е поригиден или сака да биде со строгост, со дисциплина, другиот родител пак може да биде попопуслив. Тоа е во однос на стиловите. Во однос на ставовите пак може да се случи еден родител едно да кажува, друг родител друго. И во таа ситуација детето се збунува и на некој начин не знае како да постапи. Исто така како причина може да биде и премалата вклученост на родителот во родителството, како што спомна претходно, доколку прилично се отсутни од дома, нема доволно време. Секако ова е капитализам и секој родител се стреми и кон своја себе афирмација во своите професионални води, меѓутоа истовремено тешко е некогаш да се најде баланс на тоа колку треба да биде присутен во животот на детето, но доколку се јави така речено одредена потешкотија, доколку се забележи кај детето некаков проблем, ева како да кажеме училишен неуспех или пак социјална изолација или пак хиперактивност, тогаш може би е знак да се преиспита родителот дали може би му недостасува на своето дете. А на која возраст децата стануваат мудри наблюдувачи на своите родители? Па може да препознаат расправи и покрај тоа што родителите сметаат дека не се доволно зрели или пак не можат да слушнат што се случува зад затворени врати? Уште од бебе, јас би рекла. Затоа што дури и бебињата ја насетуваат емоционалната состојба на своите родители пред се на мајката, нели, меѓутоа и на таткото. Одговараат, нивната респонсивност е врз основа на емоционалност, исто така на мајката, па може да бидат поплачливи, вознемирени да делуваат, да не може да се смират. Но и понатаму секако дека и во останатите животни фази, односно развојни фази на децата се јавуваат одредени предиктори дека нарушената комуникација влијае, еве да кажеме, предшколските деца можат да забележат на тој начин што, односно кај нив може да се забележи така што може да бидат по несигурни или пак плачливи, да сакаат да бидат повеќе време со родителите и воглавно го моделираат однесувањето на своите, учат преку однесувањето на своите родители како и тие да се однесуваат. Што значи тоа, како би се однесувале во предучилишна возраст, како би се однесувале тинејџерите, доколку се сведоци на некакви нарушени односи во семејството? Однесувањето може да биде различно. Генерално, училишните деца може да покажат потешкотија со училишниот успех, да имаат потешкотија да се вклопат или доволно да се социјализираат. Обично кај нив постои на некој начин и повлекување. Може од една страна да се јави социјална инхибиција, односно повлеченост. Знаат родителите да кажат, па не излегува, постојано е дома и така натаму, но од друга страна пак и да стане доста активно одредено дете, така да има одредени потешкоти со однесувањето со врсниците, да ги задева или да станува на час на училиште. Тоа е за, да кажам, средното детство. Од друга страна, веќе во адолесенцијата може да стават некакви негативни појави, како да речеме дури некои девијантни однесување или деликвентско однесување, дезинхибирано, односно повеќе да излегуваат, да не се јавуваат, да потпаѓаат под негативни влијанија на групата на врсници или да западнат во некакви неволи, да се јави одредена патолошка лажливост, така да различно може да биде на сите возрасти. Знаеме дека расправиите и конфликтите во домот може да остават последици по детското здравје, но има ли вистина дека и отсуството на комуникација може да биде проблематична? Дали тишината во домот може да биде токсична и за детето? Па да, на некој начин сите би требало да ги разрешуваат конфликтите конструктивно, затоа што и конфликтите како такви постојат бидејќи прават некаква промена, затоа што знаеме дека
на некој начин самата промена во семејството е важна, бидејќи носи некаква стабилизација. Се вели дека за да бидеме стабилни треба да се менуваме. Сега во контекст на ова што рековте, заставање потешкоти под тепих или избегнување не е баш соодветен начин на комуницирање, затоа што би требало, повеќето родители треба да се обидат преку разбирање, комуникација, компромис, а помалку преку избегнување. Затоа што на тој начин се ствара подлога да нивните деца тоа го забележат, го усетат, затоа што не само содржински што децата ги следат своите родители, не мора и тоа да биде причина, туку се чувствува тоа. Не секогаш експлицитните пораки од родителите се важни единствено. Туку важни се оние имплицитни пораки, односно што чувствуваат, ја чувствуваат таа тензија помеѓу родителите. Затоа добро би било да и самите родители дури пред децата, кога веќе западнале во некаков конфликт или ги избегнуваат работите, добро е дури и пред нив да остават, да покажат пред децата како ги разрешуваат. Значи расправите не се секогаш лоши? Точно може така. Да има позитивни расправи. Може да биде конструктивни расправи, баш така, меѓутоа да се разрешат на некој добар позитивен начин, и тоа на кој начин? Преку извинување, присетување на добри спомени, преку хумор, и на разни начини семејствата може да ги решават, и тоа е добар пример пред децата, да и самите деца тие искуства понатаму ги применат дури и во своето врсничко однесување. Помеѓу и другарите, меѓутоа понатаму и самите кога ќе станат возрастни, би ги применувале овие начини. Ќе ги вклучиме гледачите. Од овој момент почитувани емисијата е контактна. Слободно можете да се јавите во телевизија Телма и да поставите прашање кое што е поврзано со семејните односи и менталното здравје на децата. Долго време се веруваше дека разводот, разделбата на родителите остава трајни последици на децата, но денеска велат подобро добар развод отколку лоша заедничка животна средина. Па како, дали понекош расправите што предходат на разводот се потоксични, попроблематични за детското ментално здравје од самата разделба? Која што нели некогаш се случува децата да не ја прифатат разделбата на родителите како што треба. Да, ова баш или пак родителите да се караат за децата, нели? Так. Има различни форми. Да, ние кога работиме исто така и на одредени брачни несогласувања, нели секако партнерите што ги исцрпат сите можни начини дека не функционира бракот, некој ќе рече подобро среќен развод отколку несреќен брак, она што го кажавте. Сега како тоа влијае на децата? Генерално прилично негативно, затоа што децата полесно поднесуваат смрт на родител отколку развод на брак, затоа што тоа за нив е навистина еден огромен шок, бидејќи самите деца се лојални кон двајцата родители. Инаку, што е важно, еве доколку дојде до самиот процес на развод, да секој од родителите седнат со детето, поединечно со секој од децата, доколку има и повеќе деца во семејството, да преку еден отворен разговор, спонтано, согласно возраста на детето, кажат како понатаму ќе живеат и така натаму, да на некој начин детето ја свати, да не биде тоа мистично за него, треба една автентичност и отвореност, онака како што е. Исто така е важно да партнерите не разговараат негативно едниот за другиот, односно нели доколку таткото седна со детето, не смее да дојде до ситуација да зборува негативно за мајката и обратно, без разлика што се причините. Исто така, во тој период добро би било да било какви промени, кога ќе дојде до развод, било какви промени се одложат, оноку колку што може. Значи, таа автентичност, односно таа рутина што ја имаат децата, одлично е да продолжи во даден период. Сега, во однос на емоционалните реакции, ова што го спомнавте, различни се. Еве да кажам, најтешко реагираат предучилишните деца и адолесцентите. Предучилишните деца се чувствуваат доста несигурни, исплашени, загрижени, повеќе позахтевни со аспект дека сакаат повеќе внимание во тој период да добијат од своите родители. Понекогаш верувате дека се тие причина за родителскиот конфликт?
Точно така, обично и кај училишните деца се јавува најчесто таа дилема, чувствуваат вина, дали може би тие самите се причина за разводот, и ова што го спомнавте е многу важно, да и без децата да прашаат или да кажат, најчесто и нема тоа да го кажат, добре родителите и самите да наговестат дека не сте вие причината, дека други се причините во таа смисла, но како и да е, училишните деца може да јават потешкотија со училишниот успех, меѓутоа исто така може да се повлечат, различно реагираат. Некои деца, да кажам, ќе се повлечат во себе. Социјално се изолираат, од друга страна па други деца може да пројават некоја хиперактивност, несоодветно однесување, а пак кај адолесцентите многу често да во тој период чувствуваат вина или па некако се насочени обвинувачки кај оној родител од кој што може би мислат дека го предизвикал разводот, и повеќе се ориентираат кон врсниците во одреден период. Меѓутоа, не често се случува да понекогаш и самите адолесценти, и ние од искуство во работата, да некогаш и самите адолесценти, како да им олеснува или ќе кажат на своите родители подобро развиете се, ова е неподносливо и слично. Така да различни се реакциите, за некој е многу макотрпна, за некој помалку. И исто така одредени деца на било која возраст генерално, односно школска и адолесценцијата, знаат преку ноќ да созреат. Знаете, онака интелектуални, некој ќе каже како млад возрасен. Така да и тоа може да се случи. Доколку семејните нарушени релации се причина за проблемите со менталното здравје кај детето, на кој начин му се помага и на детето, но и на семејството? Зависи, да кажам, дали е потребна семејна терапија, дали е потребно сите да појдат кај семејни системски советник, родителите заедно со детето или пак засебно се работи? Како изгледа целиот процес? Треба да дојдат сите заедно. Најоптимален начин е да дојдат сите заедно, доколку има такво расположение. Ние препорачуваме, дури кажуваме дека треба да дојде целото семејство, бидејќи на тој начин се гледаат сите образци, кој како се однесува со кого, кој може би е подоминантен, кој е поповлечен, за да се види на што да се работи во таа ситуација. Доаѓа така? На тој начин? Да, доаѓаат. Често се случува да дојдат, така да расположение има помеѓу клиентите за решавање на предизвиците, на потешкотиите, така да семејната системска психотерапија навистина е многу продуктивна од аспект дека користи еден афирмативен пристап, преку се води од тоа да одредена потешкотија кога се јавува кај одреден член на семејството, генерално тоа не е само негова индивидуална потешкотија, туку тоа е потешкотија на целото семејство. Така да тоа во однос на одредени релации, она што ние работиме е да се детектира што може би причинува. Дали односот помеѓу семејните членови или пак има потешкотија со сепарацијата, сега зависи, нели веќе во адолесцентна фаза треба малку да постојат и полабави односи помеѓу родителот и адолесцентот. Секако дека тука треба да биде родителот за грижата, меѓутоа исто така треба да се даде доволна независност, така да доколку родителот е крут и му се јавува на секој пола сат или нешто, тоа може да допринесе, така да сето тоа се истражува. Се истражува што може би е причинителот за одредено однесување во тој даден момент. Што е најтешко за решавање? Дали различите родителски стилови? Или пак во повеќе детните семејства, кога има некој од постарите кој што сугерира како треба родителите да се однесуваат со своето дете, па сега тука се јавуваат куршлоси? Или пак родителите кои што се премногу приврзани кон своето дете, па не му даваат никаква слобода? Има ли нешто што е така особено проблематично да се реши? Може би е предизвик понекогаш да самото семејство увиди што во тој даден момент треба да промени. Да кажеме, да дојде до некој првенствено увид, иако увидот не е сам по себе промена, тоа е само почеток
односно неопходен е увид да настане некаква промена, меѓутоа генерално кога ќе дојде некој на сесија и ќе каже, нели ние ќе прашаме како стојат работите, ќе кажат па јас точно вака правам, ова што го викате баш така го правам и така натаму. Тие се некои моменти каде што можеби треба повеќе да се работи, поинтензивно, да се забележи одреден прогрес, затоа што друго е пак кога ќе дојдат одредени пак други клиенти на сесија, не баре уште на првиот пат доаѓаат и самите до некои заклучоци и на самото место поправаат некои работи, но како и да е, секој индивидуи си се со свое темпо. Нема правилно и погрешно, ние сме тука да на некој начин ги воведеме, да помогнеме да секој си го најде својот пат и своето решение. Така, треба да се знае дека здравите семејни односи значат и здраво дете. Така е. Во секој семејство е одлично доколку се негува флексибилност, хиерархија да има, да се знае нели кои се родителите, каква е улогата на децата, да исто има здрави граници помеѓу самите субсистеми, да кажам, здрави граници помеѓу децата, исто така помеѓу родителите со децата, да се постават граници исто така кон семејството, кон потекло. Не е тоа секогаш лесно, меѓутоа е неопходно. Да има осетливост кон потребите на децата. Спомнав и претходно разговарање за чувствата, бидејќи спомнавме и за претходно како што разговаравме за самите адолесценти, како што разговаравте со професор Дурмиши во однос на самоповредувањата, исто така да родителите посветуваат, поминуваат повеќе време со своите деца, бидејќи поминатото време ја чини основата на родителството и на тој начин и повеќе ќе стадат родителите сензитивни за потребите на децата, за нивните цели, подобро ќе се запознаат, тоа е навистина основа, да ги пофалуваат во она што успеваат, во што се успешни, да бидат по-осетливи, да ги препознаваат во какво расположение се, да делуваат повремено одредено време со своите адолесценти пред себе, да кажам, по некој, не знам, 10 на 20 минути во тек на ден. Некој ќе каже 5 минути во тек на ден, квалитетно време, 1 на 1, затоа што квалитетно време значи правење нешто заедно, затоа што и ви често пати кога ќе дојдат на сесија родителите со децата, ние кога ќе прашаме како, колку време сте заедно, па ние сме, да речеме, цел викенд ние го поминавме, па ние премногу време поминуваме заедно. Но кога ќе прашаме како изгледа тоа, како изгледа вашиот тековен ден, па јас на телефон, тој на телефон, сме заедно, но така да тоа не е поминато време заедно, тоа е индивидуално. Затоа би требало децата да ги водат активностите, да одберат што тие можеби сакаат да прават, некои ќе кажат сакаат да играат шах, други да одат на шопинг со своите, пример, адолесцентки со своите мајки, да се сослушаат, да си има доволно време. И да си најдат заеднички интереси и да практикуваат квалитетно слободно време минато заедно. Да, така е. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во денешната емисија. Исто и на вас, ми беше задоволство да сум дел од оваа емисија. Ми беше драго што соработувавме, се надевам дека ќе се видиме повторно. Секако. Почитувани, тука заокружуваме денешната емисија. Ви благодарам што бевте со нас и денес. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.